Територијата на Македонија од најстариот период на незиното постоење, па се до денешно време, го менувала својот етнички состав на населението. Големи промени и територијална разместеност на населението во Македонија настанале во средниот век со доселувањето на словените на Балканскиот полуостров, вклучувајќи ја и територијата на Македонија. Со конечното населување на словените на територијата на Македонија се изменил самиот етнички состав на населението. Најсилниот период на територијални и етнички промени на Балканскиот полуостров и во Македонија настанале со големата и долговековна инвазија на турците османлии на Балканскиот полуостров и во Македонија. Со доаѓањето на овие простори, турците османлии извршиле големи промени. Првата промена е извршена во начинот на управувањето со освоените територии. Втората промена се однесува на начинот на живеење на населението. Третата пак е промена врз верските чувства на населението. Овие промени наметнати од страна на османлиската власт во освоените области го означуваат почетокот и поделбата на местното население. Населението кое ги прифатило наметнатите промени, со принуда или доброволно, добило поголеми права и слободи. Поголемиот дел на македонското население, кое не ги прифатило наметнатите промени, започнало да дава отпор против турското османлиско владење. Територијата на Република Македонија, уште од најстариот период на нејзиното постоење, па се до денешно време, го менувала својот етнички состав на самото македонско население. Најсилниот период на промените настанал уште во времето на доселувањето на словените на Балканскиот полуостров и на територијата на Македонија кон крајот на 6-тиот и почетокот на 7-миот век. Промените продолжиле на територијата на Македонија и со турското владење во рамките на 14-тиот век, а овие промени, покрај територијалната разместеност, настанале и етнички промени на самото население на територијата на Република Македонија. Првата промена која што е извршена во рамките на самото македонско население е карактеристично со поделбата на териториите. Втората карактеристична промена, која што настанала со етничките промени, е карактеристична по тоа што самото население се поделило на верска основа, иако не била толку изразени верските карактеристики на самото население. И третата промена кај македонското население, тоа е поделбата по верска основа. Овие три главни причини на поделба на самото македонско население оставило длабоки последици и до денешно време врз самата поделба на самото македонско население, кој што во денешно време постои. Со поделбите на населението кои настанале во рамките на социјалната и економска сфера на живење во Македонија, треба да се истакнат и промените што настанале во однос на менувањето на функциите на селските и градските населби, како и промените на функциите на самите населби, настанати како последица на миграциите на населението село-град и обратно. Со самиот процес на исламизација, турците имале три основни цели, и тоа верска, војна и стратегиска цел. Со верската цел би се постигнала благонаклоност кон исламската религија, со што би се штители интересите на Османлиското царство. Со војната цел би се надополнувал бројот на турскиот аскер, додека со стратегиската цел би слабел христијанскиот елемент за давање на отпор против реакционерниот османлиски режим. Областите каде што живееле македонците со исламска религија не биле правилно распоредени, претежно биле расфрлани на поголем простор и скриени во планинските предели во Македонија. Регионите биле убави, но тешко достапни и затоа долго време останали изолирани од цивилизацијските процеси. Селата во овие региони, населени со македонци муслимани, настанале високо над речните клисури, на тераси кои се наоѓаат високо на самите планински падини. Таков е примерот со селата во Западна Македонија, кои се населени со македонци муслимани. Друга карактеристика на регионите каде живеат македонците со исламска религија е тоа што тие не настанале на мал простор и населбите не биле распоредени само во неколку групи, туку тоа биле повеќе населени региони кои се простирале на целата територија на Македонија. Сепак, најкомпактни региони каде што живеат македонци муслимани во регионите на Долна Река, Жупа, Струшки, Дримкол и Кичевската област. Во помали групи се среќаваат во Битолско-Прилепскиот регион, регионот на Македонски Брод, регионот на Голобрдо и градските центри.
Врз основа на пишаните документи од страна на турците османли и за Македонија, посебно е значаен пописниот дефтер број 508, во кој се запишани регионите, населбите, населението и давачките на населението од областа Река, каде се гледа дека нема ниту еден регион населен со муслиманско население. Сето население кое потпаднало под османлиска власт припаѓало на христијанската религија. Може да се видат пописните дефтери. Од првиот попис извршен на овие простори, 1466-67 година, ќе се забележи дека во овие региони живеело само христијанско население, се до пописот од 1582 година, кога за прв пат во поголем број региони и градски центри во Македонија се спомнуваат македонците муслимани. Регионалната населеност на македонците муслимани во најголем дел ја опишал Васил Кънчев, кој во своите истражувања ги наброел регионите со исламизирано словенско население во 1900 година. Во своите трудови истакнал дека тоа се българи мухамедани, а биле населени во 4 региони на Македонија, и тоа Скопскиот регион со 7 села и 2900 жители, Малешевскиот регион со 12 села и 9000 жители и Тетовскиот регион со 3 села и 1554 жители, Реканскиот со 13 села, Дебарскиот регион со 31 село, Кичевскиот регион со 16 села, Тиквешкиот регион со 27 села, Пиринскиот и Егејскиот дел. Во Македонија, според Кънчев, имало вкупно 308 села со околу 150.000 македонци муслимани. Најново и последно истражување за македонците муслимани направил Нијази Лимановски во 1984 година со издавањето на зборникот за македонците муслимани. Покрај проучувањето за етничките карактеристики, причините за исламизацијата, националноста, мајчиниот јазик, положбата меѓу двете светски војни, обичаите, истражувал и за регионите кои биле опфатени со исламизација во Македонија. Нијази Лимановски ги издвоил следните региони населени со македонци муслимани. Долна Река со селата Жировница, Видуше, Требиште, Велебрдо, Ростуше, Јанче, Аџиевци, Скудриње, Присојница, Могорче, Горно и Долно Косоврасти. Долна Жупа со селата Баланци, Горенци, Оџовци, Бајрамовци, Црнобуци, Голем Папрадник, Мал Папрадник, Центар Жупа и Брошница. Кога станува збор за регионите во Македонија населени со македонци муслимани, тешко е да се најде збор кој ќе биде адекватен на реалната состојба, освен да се употреби зборот кој можеби е тежок, но вистинит. Тоа е зборот тешка. Ако се земат податоците за регионите што се проучувале и во изминатиот период, а кои биле населени со македонци муслимани, денес може да се каже дека само еден регион во Македонија останал можеби во иста состојба од пред 20-30 години. Најголемиот број на региони населени со македонци муслимани повеќе не постојат, бидејќи населението се претопило во рамките на другите национални ентитети кои се најмногубројни во Република Македонија и припаѓаат на исламската религија, пред се албанскиот, турскиот и бошњачкиот ентитет. На првиот состанок, кои што биле примени како представници од овој регион на Река, се истакнале проблемите на населението со кои што се соочуваат во овие региони, во кои што сите представници од регионот на Долна Река побарале да се направи корекција на грешките според на ова население и да се даде можност за развој на самиот регион во понатамошниот период. Со тоа би се создале услови за поголема интеграција на ова население во рамките на самото општество во Република Македонија. На првата иницијатива, да кажеме, за интеграција по карактеристична е направена на 10 ноември во рамките на иницијативата на создавањето на културно-научните манифестации на македонците муслимани по иницијатива на Нијази Лимановски и Саме Жарновски од село Жировница. Карактеристично е тоа што во овој период ги дали првите резултати. Голем број на население, млади луѓе биле запишани на високо образовни институции. Голем број на луѓе се вработиле во голем број на институции, државни институции, се отвориле голем број на погони по иницијатива на овие културни научни манифестации. Но да кажеме и тоа дека
после периодот од 90-тите години на повеќе партискиот систем, наместо поголема вклученост и интеграција на македонците муслимани од Република Македонија, имаме период на стагнација на повеќе партискиот систем и се повеќе станале елемент, односно пазар за гласови, наместо да бидат интегрирани. Ниту македонските партии покажале интерес за вклучување во рамките на овој политички систем, за разлика го искористиле другите национални партии кои што постоеле од другите националности, кои што на верска основа почнале да го придобуваат ова население, а со тоа да си дадат и поголемо свое значење. По осамостојувањето на Република Македонија, западната граница спрема соседна Албанија беше несигурна. Несигурноста на границата негативно се одрази врз сточарството во овие региони, како основна дејност за екзистенција, а со самото тоа и врз сигурноста на населението, кое живееше во пограничните области, што доведе и онака малиот број население од овој дел на Македонија да замине да бара работа и сигурна екзистенција во западноевропските земји. Последиците од ваквата политика, водена во изминатиот период во Македонија, се чувствуваат и денес кога на прсти може да се пребројат регионите каде што живеат македонците муслимани. Ако некогаш на целата територија можеа да се најдат региони населени со македонци муслимани, денес единствената област каде јасно може да се определи како регион каде живеат македонците муслимани, тоа е регионот Река. Овој регион го зафаќа крајниот западен северозападен дел на Република Македонија. Се дели на три предели: Горна река, Долна река и Мала река. Долна река, која е предмет на ова пишување, го опфаќа средниот дел на сливното подрачје на реката Радика. На север, границата оди од Жировничко Анче и почетокот на клисурата Барич, врти северозападно по јужните падини на највисоката планина во Македонија, планината Кораб, и излегува на запад на македонско-албанската граница. Штом се доаѓа до оваа гранична линија, границата на Долна река врти во правец север-југ и се движи по највисоките гранични врвови на Дешат и Крчин, се до атарот на село Скудриње. Јужната граница на Долна река ја сече планината Крчин и граничната линија се протега на запад-исток, при што ги одвојува двете соседни општини, Маврово Ростуше и Дебар, и доаѓа до Бошков мост. Од Бошков мост започнува источната гранична линија на Долна река, која има правец на протегање југ-север и се протега по западните падини на планината Бистра. Долна река го зазема средишниот дел на регионот Река, кој се наоѓа во Западна Македонија. Тој прекрасен предел на Македонија се карактеризира со бујна природа, прекрасни езера, разиграни бисерни речни води и културно-историски споменици. Во рамките на Долна река екзистираат 10 селски населби населени со македонци муслимани. На почетокот на регионот Долна река, прво село на кое ќе наидете е селото Жировница. Селото Жировница како селска населба настанала на крајниот западен дел на Република Македонија, сместена на јужните падини на највисоката планина во Македонија, планината Кораб, источните падини на планината Дешат и тесно отворена спрема реката Радика и планината Бистра на исток. Самата селска населба е сместена на левиот брег на Валавичарска река, по самиот тек на Оджеска и Долномаалска река. Жировница се наоѓа на десната страна од средниот тек на река Радика, само 3 километри од главниот магистрален пат Дебар-Гостивар-Скопје. Од градот Гостивар, Жировница е оддалечена 42 километра, додека од градот Дебар е оддалечена 25 километри. До селото води убав асфалтен пат, долг 3 километри, кој се протега по левиот брег на Жировничка река, десна притока на Радика, чии бисерни води ја пеат од памтивек химната на животот и долговековното обстојување на луѓето од Жировница, цврсто вклештени во ова парче земја, без оглед од кади да го прибавуваат лебот за да опстанат. Би сакал да ја објаснам состојбата на Долна река, односно Жировница, на населението кој што како регион карактеристична е по тоа што ова го зазема западниот дел на Република Македонија, областа на Долна река. Претежно потечението од десната страна на населбите се наоѓаат од десната страна на реката Радика. Настанале на различна надморска висотоа терасести на области. Едно од повисоките
кои што настанале Скудри на поголема надморска височина, понатаму Брошница од левата страна на Дебарското езеро сега, Жировница кој што настанала на околу 915 метри надморска височина, Видуше на 1100 и не сакам понатаму да ги објаснувам, за да можеме да имаме појасна представа како се распоредени населените места под регионот на Долна река. Националниот парк Маврово, како што спомнав и пред малку, во рамки на паркот имаме 14 активни населени места. Тоа се селски населби кои што во големи го представуваат населението кое живее на територија и на паркот и на општината Маврово Ростуш. И јас потекнувам од едно од најголемите населени места, тоа е селото Скудриње, село кое што се наоѓа во југозападниот дел, да кажам, и од општината и од Националниот парк Маврово, не баре последно село кое се граничи територијално и административно со општина Дебар. Населението, селото Скудриње брои некаде околу 3200 жители. Голем дел од ова население, како впрочем и во другите населени места, се на привремена работа во Република Италија, и тоа е таа она рак рана која што му се заканувала на овој регион во изминатите години, да кажам изминатите 20 години. Селото Болетен настанало на левата страна на реката Радика, сместено во подножјето на планината Бистра, на надморска височина од 800 метри. Селото спаѓа во ридски тип на селска населба. Како и останатите села од регионот на Долна река, за прв пат се споменува во пописниот дефтер 508 како село кое имало само 5 семејства, кои требало да платат 441 акче данок. На пописот, што бил направен во 1583 година, во селото имало само 3 христијански семејства. Во повоениот период, до пописот од 1953 година, селото Болетен доживува постојан пораст на населението, така што во 53 година има 390 жители, но за неполни 8 години во селото останале само 15 жители. Веќе следните неколку години, селото целосно се испразнило, бидејќи населението заминало во Турција, сметајќи дека припаѓаат на турската нација. До пред неколку години селото беше празно, но сега има една фамилија која се врати во селото и изгради куќа на својот поранешен имот. Повеќето, значи, како што кажав, 50-тите години се кон Република Турција и живеат во Република Турција. И на некој начин и благодариме на Република Турција што ги примила. Дел, како што кажав, не по своја волја. Дел можеби поред тоа што нивните роднини заминале таму. Колку што имам информации, претежно, пошто јас имам мои роднини, се некаде населени во делот на Маниса, значи Измир и околината на Истанбул. Колку што имам информации, тие се организирани во клубови, претежно во Измир, значи во Маниса. Дури во Маниса знам дека имаме и учесници во општинските совети. Општината Маврово Ростуше веќе има и на некој начин избратимување со овие општини и тие таму доста помагаа од 91 година тука на своите роднини и пријатели. Учествуваат на високо ниво, како во економскиот, така и во политичкиот живот, во креирањето на политичкиот живот во Република Турција. И кај нив до ден денеска не е опадната свеста дека тие доаѓаат од Република Македонија и дека припаѓаат на македонската нација, бидејќи нивните култури и традиции таму се исто како и овде. Значи, на некој начин тие ги имаат пренесено во дел на свадби, сунети, венчавки, се практицира истото што го практицирале во Република Македонија, тоест во местата каде што тие живееле. Општина Маврово Ростуш е четврта по територија во Република Македонија, односно има 682 километри квадратни територија. Го зафаќа најзападниот дел на Република Македонија. Во рамките на општината гравитираат 42 села, односно населени места, од кои што барем 15 се со активно население, додека другите се еден дел иселени, тоа е Горнореканскиот регион, додека и друг дел се пак и викенд населби кои што скоро во текот на целата година имаат луѓе, односно посетители.
Значи, општината е составена од неколку региони, пред се, значи, Мавровскиот регион, потоа го имаме Мјачкиот регион и Реканскиот, односно, кој што пак е поделен во три дела, Горнорекански регион, Долнорекански регион и Мала река. Значи, седиштето на општината е во селото Ростуше, кое што е дел од Долнореканскиот регион. Село Скудриње се наоѓа од десната страна од течението на реката Радика, под падините на Дешат, односно Крчин, на надморска височина од 940 метри. Скудриње спаѓа во села од збиен планински тип. Скудриње е последното село од регионот на Долна река. До селото се стигнува од два правци. Едниот е по стариот асфалтен пат и вториот новоизграден и пуштен во употреба во 2015 година и стигнува до новоизградената населба Падина. Прв пат во пишаните документи, селото се спомнува со пописот извршен од османлиската власт 1466-67 година под името Искудрина со 11 христијански семејства. Значи, еден дел од населението има развиено приватен бизнис, тоа би, ете, во атарот на село Скудриње, значи, покрај Радика изградени се повеќе фабрики, од делот на преработка на мебел, печатница, пекарница, значи, конфекционирање на лин и така натаму. Значи, има повеќе мали стопански дејности, кои што, ете, еден добар дел од населението е вработено тука и сметам дека доста добро функционираат тие. А има и изградба на некои, значи, односно вложувања, ете се гради фабрика за макарона и така натаму, значи во тој дел е развиено малку повеќе. Дебарскиот регион се наоѓа јужно од регионот на река, односно Долна река. Зазема дел од падините на планината Стогово и оди по источната линија на Дебарското езеро, каде се граничи со општината Жупа. На запад, границата на Дебарскиот регион се протега по самата гранична линија помеѓу Македонија и Албанија. Во регионот на Дебар во минатото населението во оваа општина во најголем дел го сочинувале македонци муслимани, што денес не е случај. Најголеми селски населби кои денес останале со мнозинско население од македонци муслимани се селските населби Могорче, Горнокосоврасти, Долнокосоврасти, Джепчиште и Отишани. Селото Могорче се наоѓа во западниот дел на Македонија и влегува во состав на општина Дебар. Могорче се наоѓа на 1020 метри надморска височина, во подножјето на планината Стогово, на левата страна на Мала река, притока на Радика и од левата страна на самата Радика, односно во регионот на Мијачијата, попознат како Мала река. Селото Могорче спаѓа во групата на планински села од збиен тип. Треба да се истакне дека во близина на село Могорче се наоѓа и мостот Еленски скок на Мала река. Селото Могорче во пишаните документи за прв пат се споменува во податоците од 1873 година, кога се спомнува како село со 50 домаќинства и 138 жители и 18 жители муслимани македонци. Според податоците кои ги изнал во своите истражувања, Кънчев во 1900 година запишал дека селото Могорче имало 786 жители, од кои 770 муслимани и 16 христијани. Според овие податоци се гледа дека исламизацијата на ова село речиси 90% била спроведена, знаејќи ги податоците од 1873 година. Прва и основна карактеристика е за овие региони се миграциите. Она што претходно нешто истакнав, да кажам дека миграциите се на 50 години според моите податоци, овие региони ги офаќаат со миграција на населението. Кога ќе достигне одреден степен на бројност која што не може да екзистира во овие простори, се бара друг простор за нас. Би спомнал една од најголемите миграции во периодот на Дебарско-охридското востание, кое што настанале востанијата во турско време, за време на Мурат II и војните со Скендербек, кои што постоеле. Понатаму, друга една од најголемите миграции, 913 година, огромен број на население го напуштило овие области, како карактеристика за барање на подобар начин, спасување на своите семејства. Друга миграција која што карактеристича во најново време е 53-61 година во Турција, Република Турција,
огромен број на население, каде што едно село скоро се испразнило од оваа миграција. Друга и последната миграција во најново време е во западноевропските земји. Но има една карактеристика. Миграцијата, најновата миграција е различна од оние миграции. Тоа е економска миграција за подобар живот, за екзистенција на своето население, за разлика од првите миграции каде што населението под присила, било од потурчување, било од економски причини, барало спас, заштита. За разлика од сега, едноставно во овој период имаме сосема друга карактеристика на самите миграции, што значи дека регионот како пасивен бил, ќе биде и понатаму како област, како изразена со миграција на населението, односно подобри области кои што се карактеристични за овие делови. Селото Долно Косоврасти настанало на десната страна на реката Радика, односно североисточно од градот Дебар. Долно Косоврасти се наоѓало на самиот почеток на Дебарско поле, а денес е на самиот почеток на Дебарското езеро. Долно Косоврасти се наоѓа на 730 метри надморска височина и спаѓа во редот на ридести села од збиен тип. Прв пат селото Долно Косоврасти во пишаните документи се спомнува во пописниот дефтер 508 како село со 16 семејства и со годишен приход од 901 акче. Селото е запишано како дервенџиско село, се до 1583 година, со карактеристични дервенџиски дамачки. Со пописот од 1519 година, Долно Косоврасти броело 64 семејства, од кои 63 христијански и само едно муслиманско. Според горе наведениот податок, се гледа дека исламизацијата во Долно Косоврасти е на самиот почеток. Веќе со пописот од 1583 година, бројот на исламизираното население се зголемило на 7 семејства. Со пописите извршени по 1945 година, селото Долно Косоврасти перманентно се зголемува не само по бројот на население, туку и по бројот на домаќинства. Според пописот од 1961 година, Долно Косоврасти имало 405 жители и 81 домаќинства, додека според пописот од 1994 година, Долно Косоврасти имало 686 жители и 158 домаќинства. Селото Долно Косоврасти е познато по Косоврашка бања, која има многу квалитетна и лековита вода. Во селото се наоѓа и хотел како сместувачки капацитет во рамките на бањата. Селото е сиромашно со обработливо земјиште и шуми. Регионот Жупа се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, односно југозападниот дел на Западна Македонија. На запад, Жупа се граничи со Дебарското езеро, односно општина Дебар. На југ се граничи со општина Струга, а на исток е обградена со планината Стогово. Регионот на Жупа зафаќа површина од 107,21 км квадратен со 23 селски населби. Според последниот попис, општина Жупа имала вкупно 6519 жители, од кои најголем број се изјасниле како турци, иако најголемиот дел од населението, според потеклото, припаѓа на македонците муслимани. Со појавата на плурализмот и делувањето на турските партии, со помал интензитет на албанските политички партии, најголем дел од населението се изјаснило дека и припаѓа на турската, односно на албанската националност. Покрај тоа родителите од Жупа, село Папрадник, од владата на Македонија, издействуваа наставата што се изведувала на македонски јазик во основното училиште да се замени со настава на турски јазик. Денес децата во најголем дел од селата во овој регион наставата ја слушаат на турски јазик, освен во село Брошница, каде наставата се изведува на македонски јазик. Интересна тема за нашиот крај, како што спомнаме во Дебарско, Долнореканскиот крај и Жупа, е дека историјата оставила траги, како од минатото, така и во поново време, дека нашите соселани, нашите жители, мачејќи се со печалбарството, со земјоделството за да обстанат, сепак го зачувале својот мајчин јазик. Знаеме дека во минатото се наметнувале покрај религиите, така и присилно да се уче и туѓ јазик. Но сепак
го зачувале својот мајчин јазик до ден денес. Како во долнореканските краишта, така и во Дебарско и Жупа, денес жителите од овие краишта го зборуваат на вистина најчистиот мајчин македонски јазик. Селото Брошница се наоѓа во подножјето на планината Стогово на 1300 метри надморска височина и спаѓа во редот на планински села. Оддалечено е од Дебар 12 километри. Според пописот од 1994 година, селото имало 139 домаќинства со 663 жители, од кои најголем дел на пописот се изјасниле како македонци муслимани. Населението од село Брошница и покрај големите притисоци од членови на турските и албанските политички партии, истрајале во своето настојување наставата во основното училиште да се изведува на македонски јазик. Населението од село Брошница и покрај големите притисоци од членови на турските и албанските политички партии, обстојале во решеноста наставата во основното училиште да се изведува на македонски јазик. На територијата на Македонија денес постојат региони каде живее незначителен број на македонци муслимани. Такви региони се регионот на Тетово, регионот на Кичево, регионот на Струга и регионот на Скопје. Особено е карактеристичен регионот на градот Кичево со неговата непосредна околина, кој некогаш се споменувал и како град населен со најголем број македонци муслимани, но денес за жал сосема е незначителен бројот на македонци муслимани кои живеат во градот Кичево, неговата непосредна околина или во новосоздадената општина Пласница. Во овој регион, под влијание на верскиот фактор и делувањето на политичките партии на албанците и турците, ова население денес се декларира како албанци или турци и своите деца денес веќе ги образуваат на турски или албански јазик, бидејќи во училиштата во овие места, каде се изведуваше настава на македонски мајчин јазик, денес се изведува настава на албански или турски јазик. Во регионот на Кичевско и Бродскиот и Пластичкиот дел во домашна употреба се владее македонскиот јазик, во одредени семејства турскиот, има во одредени семејства кои веќе се владеат и албанскиот јазик, така да владење на јазикот е присутен и македонски, и албански, и турски јазик во сите региони, но во службена употреба, односно во локалната самоуправа и во двете општини постои двојазичност, а во некои веќе и тројазичност на јазиците. Во општина Струга, особено во село Лабуништа, најголем дел од македонците муслимани денес се декларираат како албанци, а наставата во училиштето во Лабуништа, каде се изведуваше на македонски јазик, сега се замени со настава на албански јазик. Овде има рата, ќе ги менат. Идентитетот ќе го менат. Меѓутоа, идентитетот се наследува по генот. Не може го. Главен идентитет, главна компонента за идентитетот е јазикот. Во Тетовскиот регион, особено во селата Урвич и Јеловљане, слична е состојбата како во Кичевскиот и Струшкиот регион. Се посилно е лобирањето да се искорени македонскиот јазик од училиштата и да се воведе изучување на јазикот на националностите, со што конечно би се извршила асимилација на македонците муслимани. Скопскиот регион, со селата Горно и Долно Количани, Пагаруша, исто така е во фаза на засилен притисок на потполна асимилација и замена на македонскиот јазик во училиштата со албански или турски јазик. Денес надвор од границите на Република Македонија живее голем број на македонци муслимани, особено во Турција, Италија, Германија, Косово и Албанија. Тука треба да се истакне дека дел од македонците муслимани кои живеат надвор се автохтоно население, како што се македонците муслимани во Косово во регионот на Гора и во Албанија во регионот на Голобрдо. Македонците муслимани наречени горани по областа Гора, географски. И тие луѓе живеа, се образуваа на српски јазик, од каде што сум и јас. Од Брод сум јас, од таму, од тој дел. Никој нас и во таа социјалистичка Југославија, ако речеме дека сме биле слободни по знак на наводници, не ни кажа дека говориме македонски, а се образуваме на српски јазик. Затоа што таа гора
во тој период во социјалистичка или федеративна република Југославија, кога се формирале оние, да речеме, граници не цврсто затворени, туку граници на некој си регион каде би припаѓал, Гора припаднала под управа на Република Србија. И од тогаш србите кои ја водеа административната управа во Србија не му кажаа на народот дека јазикот не му е српски, туку старо јужно српски, налик на македонски, али мора српски да се вие модернизирате, да учите. И 50 години учеме, но сите пак зборуваме на јазиков како што јас зборувам. Значи, и тогаш ние сме биле угнетени од некого, не угнетени, него не признаети од некого дека не сме тие и тие, дека можеме вака и вака да се образуваме, да живееме како македонци. Не како муслимани, само како македонци. Веднаш се наметнува и прашањето што го натерало ова население од Македонија да ја напушти родната земја и да се исели. Постојат две основни причини, и тоа едната е економска од поновиот период на иселување, а другата е верска. Во Република Турција од 1955 година, кога започнало првото преселување, до 1961 година, најпрво било од верска природа, бидејќи поранешна Југославија, односно Македонија, по 1945 година, го забранила со закон носењето на зарот и фереџето, но исто така се забранувало и верското учење. Пред да се донесе законот за зарот и фереџето, партијата на Сојузот на комунистите, односно комунистичката партија во тој период, преку органите и телата, спроведувала една силна активност за симнување на зарот и фереџето во сите муслимански средини. Преку разни форми со кои располагала партијата. Законот е донесен 1951 година на 15 јануар, а спроведен во сила е на 14 февруар 1951 година. При спроведување на процесот за симнување на зарот и фереџето, створен е отпор од страна на муслиманското население. Тој отпор бил резултирал со дисквалификации по разни основи, и партиски и политички, но и биле применети и мерки, судски мерки со казна затвор од 3 месеци, 6 месеци, година, 10 години, 20 години, и имаме мерки со стрелање, 2 пресуди во Тетовско, едната е во селото Джепчиште и другата е во селото Порој. Во Кичевскиот регион имаме 6 пресуди со казни од по 6 месеци затвор. Се тоа било причина за во понатамошниот период да се предизвика едно силно мигративно движење и барање за отпуст од македонско, односно југословенско државенство во тој период. Тоа од македонците муслимани се сватило како забрана за изразување на религиозните потреби и затоа Турција ја сметале како слободна верска муслиманска земја. Денес во Турција македонците муслимани живеат во повеќе региони, а особено концентрирани се во градовите Маниса, Измир и Измит. Во Маниса и Измир, македонците муслимани имаат формирано и своји здруженија, кои се грижат за негување и зачувување на поранешните традиции. Особено во Турција се посветува внимание на зачувување на македонскиот јазик, македонската носија од својот крај и негувањето на македонската песна. Во Италија, македонците муслимани се населени во голем број градови и помали населени места, но покарактеристични се Солмона, Равена, Тренто и Тревизо. Во Италија, како и во Турција, македонците муслимани имаат формирано здружение Инсијамо, заедно, кое организира културни и спортски манифестации. Прво и најпознато здружение кој што има и соработка со тамошните институции во Република Италија, со општината и со другите институции во Република Италија, е Инсиеме, на италијански и македонски значи заедно, кој што
функционира во Джемона, покрај другите активности што ги има во здружение, еднаш годишно организиран настан Джемона, центар на македонската култура. Одат голем број најстрадни уметници од Република Македонија. Се собираат преку 2000 наши сограѓани кои што живеат и работат во Република Италија. Исто така голем број на луѓе од помладата популација се образуваат исто така во Република Италија, се етаблираат во тамошниот систем. За потребите на овие наши сограѓани, владата на Република Македонија во 2008 година донесе одлука за формирање на конзуларно представништво во Венеција. Ова конзуларно представништво е врзано стрикно само за нашите сограѓани, другите сограѓани кои што живеат во овие области, во областа на Венеција, во областа на Тревизо и така натаму. Тоа е еден процес кој што остави длабоки траги во овој регион. Нема скоро фамилија во нашиот регион која што нема иселен член од семејството, дали браќа, сестри, братучеди, родители, синови, ќерки. Едноставно беше еден мрачен период за овој регион. Ja,